Колега, не знам дали вчера ги следевте нашите дискусии. Во сите дискусии имаше повик за обединување по оваа тема. Вие сега, и вчера цел ден се согласувавме, вие сега излеговте и во рок од 6 минути избришавте се што кажавте вчера. Излеговте и извинете ме изразот, но ќе на јавноста да биде појасно, мене ова што го направивте сега ми делуваше серџиски. Не обвинивте за политиканство. Кога цел ден вчера излеговме и ве молевме, дајте сите заедно да се согласиме. Со 3 милиони денари, мислите дека можете да избришете се што во последните 4 години не сте го направили. Од 2017 година вашата политичка партија е на власт. И колега, сега кажавте нешто многу тешко, за кое што јас лично ќе ве држам до крај за одговорен. Доколку состојбите за животната средина не се подобрат во следните години, јас очекувам вие да напуштите пратеничката група на СДСМ. Тоа сега вие го кажавте. И еве до година, ако сме се уште со иста релација мнозинство-малцинство, јас јавно вас ќе ве повикам да кажете дали ја напуштате вашата пратеничка група. Ако не се подобрени состојбите. Значи, колега, амандманите кои што се бара да се повлече од коалицијата од ва, не е се уште дојде на дневен ред. И ќе го повлечеме на барање на коалицијата. Но вие дискутирате за нешто за кое што не сме дискутирале до овој момент. Вие, доколку сметате дека некој амандман треба да биде променет, на ваше располагање е можноста да го видоизмените. Вие не баравте видоизменување на ниту еден амандман за кој што дискутиравме вчера за животната средина. Вие вчера излегувавте и ни кажувате, добар е концептот, но сега нема доволно финансиски ресурси, дајте да видиме како можеме понатаму. И денес ова што го направивте, јас морам да ви кажам, е крајно некоректно кон нас како пратеници, бидејќи што мислите вие? Секоја тема е политичка, колега. Нема тема во собранието кој што не засега политика. Но политички неодговорно е да велите дека се грижите за животната средина, а да седите тука и да гледате како вашите колеги гласаат против амандмани за подобрување на состојбите во животната средина. И ве молам, јас еве ви ветувам, јас лично не знам за моите колеги, но јас лично секоја година дур сме заедно, вас на овие расправи, веќе вас лично, бидејќи вие така одлучивте сега да ги персонализирате работите со нас, како голем застапник за борбата за состојбите во животната средина, за аерозагадувањето, еве веќе дебатата ќе ја персонализираме. Од вас ќе очекуваме одговорност. Од вас, господине Ненад Коцич, од овој момент пратениците на ВМРО ДПМН очекуваат поголема одговорност од владата, поголема одговорност од мнозинството, да ни кажете вие дали граѓаните дишат почист воздух и ако сакаме да тераме политика, јас сум тој кој што цело време застапува национален интерес и национален став и ќе го правам тоа. Но и вие да го правите тоа, а не вчера едно да зборувате, а денес да не обвинувате за политиканство. Ако е борбата за поздрав воздух, за почиста животна средина политиканство, политизираме, господине Коцич. Но да не дојде 2023 и 2024, па ништо да не е подобрено, а вие се уште да седите комотно во истата пратеничка група. Тогаш ќе ги извадиме овие снимки. Пак ќе ве подсетиме што сте кажувале, бидејќи најбитната работа на еден пратеник е одговорноста на тоа што го кажа. И еве, јас лично ви кажам, јас веќе нема да спомнам ако тоа толку ве засега од два иницијатива. Но ќе зборувам за политиките кои што два иницијатива ги предложи, кои што патем ние ги повикавме сите да се придржат и се уште стои таа можност отворена. Но дозволете барем да имаме некој нормален пристоен однос во ова собрание. Дозволете за теми кои што се битни за сите да не ги политизираме, бидејќи вие, господине Коцич, сте тој кој што одлучи во овој момент да политизира на темите, не пратеничката група на ВМРО ДПМН.